Денес сите млади кои се движат со позитивен ритам и имаат нешто заедничко, го следат вајб на Шпаркасе банка. Овој вајб ги носи најдобрите можности и привилегии, точно како што им треба на студентите за да уживаат во своите најдобри години. Со вајб на младите им е полесен студентскиот живот, им се отвараат вратите за повеќе искуства и можности, па така, од кредит за полагање возачки, патувања и нова технолошка опрема, до подршка за образование и учество во work and travel програми. Овој пакет е буквално се што му е потребно на еден студент за да ги следи своите соништа и истите да ги оствари. Затоа, продолжете со вајб и дозволете ритамот да ве води кон успехот. Добре дојдовте во петата епизода на емисијата Студентски пулс. Се надевам дека сте добро и дека сте ја избегнале есенската настинка која што мислам дека сите ја имаат. Но и дека сте ги положиле сите колоквиуми со највисоки оценки. Но и да не сте ги положиле, да сте паднале, верувајте ми дека ќе има следна сесија и дека ќе ги положите. Денеска со мене имам две гостинки. Мислам дека сите од вас ги знаат, барем помладата генерација, студентите. Јас ќе кажам едно име, ќе го кажам името Маријана. Сега од името Маријана, што може да изведеме? Мислам дека може да изведеме две имиња. Еве, едното име е Марија, а другото е Јана. Па така и сходно на тоа, ќе ви ги представам моите гости за денеска, а тоа се Марија Јанчевска-Јанче и Јана Спирковска. Добре дојдовте. Благодарам што сте тука со мене и ќе се дружиме во наредните 40 минути и ќе разговараме за вас, за тоа што правите и за теми кои што ги интересираат младите. Како сте? Јас сум супер, фала многу на поканата и имам голема чест денеска да бидам дел од твојата емисија. Мило ми е. Јас сум многу расположена, мојот глас не е. Добро со настинката, но мислам дека... Да, малку со настината, ама мислам ќе се разбереме. Да, исто и јас, така што мислам дека повеќето сме. Видете, јас бев болна, но ми помина така што еве... Ама ќе се разбереме во тој период. Ќе се разбереме, мислам дека тоа е и најважно. Мислам најважно е, сигурно ќе се разбереме, но еве ќе започнам одма во старт со прашања. Еве ќе почнам од тебе, Јана. Па ќе продолжам и се разбера со Марија. Еве ти, Јана, си млада пејачка. Како е започна твојата кариера и како всушност, бидејќи знаеме сите дека си дел од Public Band, како се формираше бендот? Па, искрено, мојата љубов спрема музиката постоела од секогаш и некако сум знаела дека го имам тоа во себе и сум сакала да го прикажам и на другите и да се занимавам со истото. Така што можам да кажам дека уште од основно некако ми се појави таа љубов кон музиката и уште нели најрано почнуваме сите прво во хор, па после некои поголеми настапи и слично. Така што прво почнав во основно, потоа во средно имавме заеднички бенд од школото, каде што имавме постојано проби, имавме различни настапи, одевме на надпревари и тоа беше супер искуство и некако уште од тогаш ми се појави желбата да бидам во некој свој бенд. И сосема случајно испадна понудата да го направам бендот, бидејќи бев повикана од страна на еден локал во Скопје, каде што сакаат да прават настани, каде што ќе свират пример музичари кои што досега немале претходно искуство, односно на некој начин ќе им биде прво место каде што ќе почнат да пеат. И стварно можам да кажам дека ни беше супер прилика за да почнеме од некаде. Тоа беа моите почетоци во врска со бендот, а инаку со пеењето почнав да се снимам уште претходно, мислам уште во средно училиште, каде што снимав кавери на различни песни, односно преработки и целиот процес ми изгледаше многу интересно и можам да кажам дека уште од тука се заљубив во тој процес на снимање, на создавање на музика, бидејќи тука направив и мојата прва авторска песна и еве така се до ден денес се уште сакам да се занимавам со тоа и се надевам дека ќе имам
можност и ми е стварно мило што некако тоа што сум си го замислувала, еве денеска ми се исполнува. Дали на почетокот кога започна имаше некој страв дека тоа што го имаш ти, што сакаш да го прикажеш, дека можеби на некој начин на публиката нема да не се допадне, на луѓето околу тебе ќе кажат Јана као не пееш добро или не е ова добро. Знаеш, се плашеше од тоа или Па, искрено, можам да кажам дека на почетокот сум била по стегната на некој начин во врска со настапите, но сепак не сум имала баш таков страв, бидејќи сум знаела длабоко во себе дека тоа е тоа што сакам да го правам. Но нормално самото искуство до ден денес еве имам некои коментари дека си имам подобрено во пеењето, што ми значи многу. И сакам да кажам дека се со напорна работа може да се постигне, односно дека никој не се родил учен на планетава, така што сметам дека не треба да се откажувате од тоа што го сакате. Така, тука ќе се надоврзам и со тебе, Марија. Ти на јавната сцена, барем како што можев да видам, а и многу луѓе знаат во Македонија си од многу мала возраст, уште мислам дека од Златно Славече, ако не грешам, тоа се твоите први настапи. И сега од Златно Славече, па потоа водителка на многу настани, стигаш и до улога во долгометражен филм, понатами во серијата Тин Камп. Како започна ти всушност со твојата кариера и дали тоа беше кога застана еден ден пред огледало и рече јас сум тоа девојче, јас ќе направам нешто така, пленам со некоја енергија или тоа некој друго виде во тебе или прашањето всушност ќе се навратам, ти го виде тоа во себе? Па јас искрено истината како што кажа и ти, почнав многу рано и некако во целата таа професија да наречам, што ева полека ми станува професија, но претходно не ми била професија, туку ми било повеќе хоби. Но тоа, кога станува збор за актерство или за уметност, не можеме да речеме дека е хоби, туку едноставно ти тоа или го живееш или не го живееш, еве Јана може да потврди. Јас во целата таа работа влегов многу наивно и несвесно дека многу бев мала. И сега кога ќе вратам филми, кога ќе размислам како се тоа почна, јас од секогаш бев многу жива, многу темпераментна и некако пред се нормално тоа го има увидено моите дома. И можеби најголем придонес во тоа што сум сега, можам да кажам, имале моите, бидејќи секогаш тоа го поддржувале и ми оставале простор. Прво вака што се сеќавам, секогаш кога ќе гледавме филм или имитирав комши, некои такви работи, и многу ми помогна тоа што не најдов на отпор од најблиските, туку баш на сите беше многу интересни, сите ќе седна, се сеќавам ќе се пореда во днев, например, и јас тука нешто ќе покажував, ќе вакво дали ќе глумав, нели кој што кажав некоја сцена или ќе имитирам некого, и тоа добиваше многу внимание. И јас што од мала некако многу се поврзав со тоа дека едноставно тоа внимание мене ми припаѓа. Да. И сега дојдов до степен да сватам дека секое внимание не е добро дојдено и некако за секое внимание треба да има и содржина и да се заслужи. Така, но ти велиш не секое внимание е, нели, добре дојдено, но понекогаш тоа внимание кое што не е добре дојдено може да направи големи промени. Еве имам прашање до двете. Вие сте млади и имате многу успеси позади себе и еве и во полето на пеењето и во полето на актирството, што ве движи напред и дали имате некои денови кога велите на себе си јас не можам денеска или баш тогаш кога не можете тој ден си велите јас баш денеска можам и ја баш денеска на себе ќе си докажам дека можам? Па искрено јас секогаш гледам да си ги завршувам обврските што си ги имам зададено, бидејќи некако да речем ми тежи тоа додека не го направам. И многу често знам да си го организирам денот уште од претходно, да знам точно што во кое време ќе правам. Но сепак тоа што ме движи напред е тоа што си имам зацртано некои цели кои што сакам да ги остварам
и некако знам дека успехот кој што доаѓа поспоро, односно да си секој ден можеби 1% подобар од тоа што си бил вчера, е многу подобар отколку некој успех за кој што сите тежнеат да го добијат преку ноќ, бидејќи таа основа што имаш никој не може да те ја одземе. Односно, сакам да кажам дека ми е мило што позади себе сум посветила доста време и искуство и така што дефинитивно кога ќе се навратам на тоа што поминало, си велам дека од сега па натаму одам само напред, не се враќам назад. Така, но и тоа е наважното. Мислам дека тоа кога не се враќаме на назад, не гледаме што било, тоа има повеќе простор за напред. А ти, Марија, како се движиш напред и што те мотивира секојдневно? Па јас искрено многу верувам во визуализација и многу верувам во тоа да имаш ти визија што сакаш да постигнеш, како што кажи Јана, и некако да можеш себе си да се видиш некаде во некоја верзија. И јас за себе уште од мала тоа си го имам поставено дека сакам да работам на себе, на совршената верзија од сама себе и никогаш да не ја постигнам нормално, дека совршенство не постои. Така. Меѓутоа секој ден да бидам поблиску до тоа што јас го имам замислено за сама себе. А во однос на тоа дали нели ќе станеме некој ден и нема ни се прави ништо, многу нормално. Да. И тоа е многу честа појава. Некогаш треба да се одмориш, да се Да, треба да си се слушаш себе си, да имаш да си стоиш позади себе, никогаш да си речеш ќе се ставам себе си на прво место и ќе си речам не, денес ми е одмор. Меѓутоа на долгата стаза па и не би рекла дека тоа нешто, тоа е процес што трпи такви последици. Ама еве на пример денеска не ми се јас денеска не сакам да дојдам на снимање, има 5% батерија во мене, но морав да дојдам. Затоа и нели затоа ми беше прашањето, никогаш сме многу уморни, но мора нешто да не движи. Ама тогаш баш мислам дека тоа е таа дисциплина што ја имаат. Да. Што ја имаат тие што се најуспешни, би рекла. И јас секогаш гледам да се огледувам на луѓе што без разлика дали се поврзани со мојата професија или лично кај било кој поединец, нешто што ми се допаѓа да се го имплементирам и кај мене. Пример, спортистите сигурно не им се вежба секој ден, ама дисциплината е таа што и цело време гледам да започнам некоја рутина, како на пример одење во теретана, ето на пример. И тоа некако ти ствара навика дека ако сакаш да видиш резултат, си бара континуитет. Се гради мислам дека дисциплина многу со посета на теретана. Да. Јана, мислам дека и ти посетуваш редовно теретана. Еве, ја посетував редовно теретана, но мене ми е срамота сега кога ви слушам ја вас, а ја не посетувам. Но мислам дека тоа ќе ме мотивира. Мислам, вие ме мотивирате, јас нели да продолжам. Така, и двете, освен тоа што ти, Јана, си пејачка, а ти се бавиш со актерство, надвор од тоа, вие се занимавате и со други работи, бидејќи не може човек кој што е толку амбициозен да работи само една работа, тоа е факт. Ти, Марија, на почетокот тебе пред мене имам 3 примерока, но сите 3 примерока се различни. Ти уште од мала почнуваш да пишуваш, и имаш напишано досега 3 книги. Јас и ќе ги прочитам книгите, мислам насловите на книгите. Првата е Чивличкиот тежок воздух. Не знам дали ги читам поредно, ти ќе ми кажеш. Сентименталниот печатоци на времето и Солза. Мислам дека Солза е прва. Сентименталниот печатоци на времето. Сентименталниот печатоци. Солза, па Чивличкиот тежок воздух. Како настана овие дела и мислам, прашањето како настана, ова е малку клише прашање, но како седна и рече јас ќе пишувам, бидејќи кога пишуваш, емоцијата ја ставаш на хартија, а тоа е многу тешко. Како реши сите, мислам, ова се емоции. Како реши толку многу емоции да ставиш на лист хартија и да кажеш дека ова сакам да го споделам со луѓето? На нас уметниците целата работа ни е да си играме со тие емоции и да имаме храброст да ги пренесеме со публиката и да имам храброст да застанам на сцена, да покажам емоција. Тоа, знаете, дека сега исто на факултет зборуваме на таа тема, дека ние како
како луѓе сме подложени на тоа цело време да ставаме маски, да глумиме нешто пред светот, за полесно едноставно да го и да не се поминеш повредиме, денот, да јас го мислам. преживееш, Да. да, тоа преживување. А целата работа во уметноста е ти да имаш точно таа храброст да се соголиш и да кажеш не, јас ова и ова го мислам и ќе го кажам. Пишувањето за мене почна, тоа што зборуваме како уметноста е поврзана. Започнав така што играв една представа на репертоар во МНТ, која што беше организирана од еврејска заедница, која што за мене, јас тогаш мислам имав 11 години и прв пат некако се запознав со една друга религија со која што многу се поврзав, а претходно воопшто мислам знаев дека постои, меѓутоа самото тоа изложување на работа со луѓето од еврејскава заедница секојдневно многу ме поврза и целиот тој процес на влегување во улога ми понуди еден светоглед кон нивниот начин на живот и нивните вредности. И за да влезам во улога, нели за представава што се играше во МНТ, одев поминав многу време, многу читав, иако бев многу мала. И од оваа гледна точка денес можам да видам дека многу точно сум ги правела и прецизно работите. Одев се сеќавам во музеот на Холокауст, сама на 11 години во простори каде што се морбидни буквално и каде што се прикажува нели самата историја на еврејскиот народ и некако многу се поврзав со нивната култура и прв пат во животот почувствував потреба нешто да напишам. Јас претходно мислам пишував она што ни е нели зададено во школа и такви работи, меѓутоа прв пат сама од себе почувствував нешто да напишам и многу интересно е кога јас не пишував од мое име, туку пишував од име на ликот. Ти всушност се ставаше во некое Да. друго. И тогаш прв пат имав таа реализација кај што си направив спој на две уметности кои многу ме направија некако да се чувствувам жива. И Солза всушност напишана цела од перспектива на Хана Коен, односно еврејско дете кое што извини не е Солза, речевничкиот тежок поступ. Да. И всушност тогаш прв пат почувствував едно леснување кога нешто ќе напишам. И на почетокот немав никакви такви некои аспирации, јас сега тоа да го споделувам со луѓе. Меѓутоа случајно со режисерката додека работевме на ликот, јас ја прочитав и на сите им стана интересно и така всушност почнав. И тоа подоцна продолжи следна книга, следна, сега исто пишувам четвртата и така. Еве ќе се надоврзам и со тебе, Јана. Ти освен пеењето имаш и би кажала и градиш кариера настрана. Студентка си на економскиот факултет во Скопје и настрана на тоа и се занимаваш и со маркетинг. И сега, прашањето е како постигнуваш? Еве имаш две професии да работиш во исто време, малку и неблагодарна сама кон себе, но зошто го правиш тоа? Па, јас уште кога завршив основно, некако искрено имав некоја интуиција дека сакам да се запишам средно економско. Можеби затоа што имав пример дома од мајка ми, бидејќи она е сметководител, но исто така и нешто ме влечеше да се запишам на економски, ми делуваше дека интересно и дека би го учела тоа. Тука се уште немав конкретно нешто создадено со музиката, така што почнав во средно на економски и потоа, како што го завршив средното, бев решена дека сакам да одам и на факултет економски. Најпрво се размислував меѓу повеќе алтернативи на кој факултет да се запишам, но секако најпредизвикувачки и ми делуваше дека е државниот факултет и некако и најмногу се гледав таму. Иако немам предрасуди за некој што се запишал на приватен, далеко од тоа, но сепак имав некоја желба да се запишам на државниот. И можам да кажам дека стварно научив многу работи таму и дека воопшто не се никам што сум го избрала економски како мој избор за факултет, бидејќи не само што се стекнав со пријатели, се стекнав со дисциплина, се стекнав со нови знаења, и некако многу е поразлична и самата атмосфера од средно и од факултет, не може да се спореди тоа. И друго е чувството нели кога си веќе академски граѓанин, да речам. И
дури кога беше короната, некако ми беше и криво што не можевме толку да се гледаме, бидејќи стварно имавме убава дружба на факултет. И можам да кажам дека тука малку го изгубив тој континуитет што го имав, бидејќи додека одев на факултет, например, знаев до каде сум, што треба да учам, друго е со колеги кога ќе се консултираш и слично. И некако тука малку се изгубив кога дојде короната, а и искрено кога започнаа свирките, некако бевме ангажирани постојано и искрено сакав и на тоа поле да направам нешто, бидејќи знаеш кога имаш некои понуди, сметаш дека ако не ги искористиш во моментот, не знаеш дали ќе имаш повторно таа прилика. И искрено и не се каам што сум ги искористила тие понуди и што сум жртвувала нешто друго, но сепак еве, иако имав некои предмети што ми беа малку заостанати, еве сега имам уште 2 испити за да го завршам факултетот и можам да кажам дека периодов сум баш и посветена многу повеќе на тоа. И нели сега има и нов начин на предавање и слично, така што навистина ми е драго што ете повторно одиме сите на настава. И надвор од факултетот што сум смер маркетинг, сакав да си го надоградам знаењето, со што запишав и академија за дигитален маркетинг. Јас имам и тука, смислам дека ја ќе Да, доказав. тоа е дипломата. Мислам дека е дипломата, ова е за онлайн академија. Да. Ова е за маркетинг, така? Да. Конкретно за маркетинг Значи е ти ова. освен факултетот реши, чекај малце, значи факултетот не ми е доволен, ја и курс ќе си запишам И курс, за секој случај. Па, јас и од претходно се размислував за академија да запишам плюс, но испадна некоја случајна понуда и која што ми се допадна и сакав да ја искористам. И супер испадна, супер искуство беше, некако повеќе практично ги изучив некои работи на Нешто оваа што мислам академија. дека на факултетот доволно не се посветува внимание. Да, единствено тоа би кажала дека ми е криво што на факултетот некако не се изучуваат некои работи што се користат во денешно време, бидејќи се учи по некој позастарен систем. А сепак оваа академија конкретно ми даде инструкции за тоа што во денешно време се користи, така што можам да кажам дека ми е супер за надоградба на знаењето и како нешто плюс во моето CV. Еве прашање за двете. Имате кариера по себе, без разлика на тоа што сте млади. Што е тоа нешто што сте го направиле, а мислите дека негативно влијаело? Дали има нешто такво или се што еве например еве од тебе Марија ќе почнам, дали има нешто што мислиш дека така не си требала така или можеби би го направила на друг начин? Па со оглед на тоа што сме навистина млади двете, мислам дека се што сме правеле нима донесено до тука и баш сме во тие години кај што и треба да правиме грешки за да видиме што нормално дека има некои работи што да се врати времето, може би си рекла не требало се да ги направам во однос на некои прифатени проекти, меѓутоа многу ми допринеле во однос на искуство и да знам што мене како личност, како професионалец, како работник или еве приватно како партнер, како другар, како било што, мора да поминем низ некои работи за да видиме што ни одговара, што не ни одговара. А јас болно верувам во тоа дека си се реди само така се и нешто со носи причина до нешто друго. Така да јас искрено ништо не би променила. А ти, Јана? Па, јас искрено во некои наврати од претходно можам да кажам дека сум сакала да сум на сите страни, едноставно кој понуда да дошла, чекај сега ќе го прифатам ова, може ќе ми помогне и слично. А сега некако веќе гледам повеќе да бирам што прифаќам, каде се појавам и слично. И мислам дека некогаш сум си го ризикувала и здравието на некој начин, бидејќи еве конкретно мислам некој пример кога за лани кога настапувавме за нова година, јас сакав сите понуди што може да ги прифатам и имав 3 настапи и тоа резултираше лошо. Да. Резултираше лошо за мене бидејќи нормално ќе ти се премори гласот и
Претходно ми беше паднат имунитетот бидејќи постојано бевме со свирки и имав и ларингит и мислам дека некогаш е подобро да си речеш подобро еве да имам и еден настап да помине добро отколку да прифатиш се. Тоа е една работа што сега на пример би ја променила и од друга страна што некако многу наивно сум им верувала на сите луѓе бидејќи некако гледам во сите да најдам таа некоја добра страна, а не ти мисли секој најдобро и мораш да пазиш на кој ја посветуваш својата енергија и на кој му ја даваш твојата доверба, бидејќи многу често било искористено тоа. Така, луѓето сакаат да земат се во своја корист и јас се согласувам со тоа. Да, денеска е тешко да веруваме на луѓето, но мислам дека тоа со години оди и точно знаеш, ќе почувствуваш кој каква енергија има и дали некој сака да те прилаже и да те изигра. И така, јас мислам, се согласувам и со двете. Јас не знам што би сменила, нема да зборувам, ја тука водителка сум, но нема врска ако кажи си и ти. Јас сум тука на вас да ви поставам прашања, а мислам дека една емисија можеме да организираме, мене гостите мене да ми поставувате прашања. Еве, јас имам едно интересно прашање. Дали го пометите вашиот прв хонорар и дали се сеќавате на што го потрошите? Дали тоа беше нешто за вас или некој ви ги зема тие пари? Па, јас се сеќавам и можам да кажам дека стварно иако можеби не биле тогаш многу пари, ми се гледало тоа како нешто вау. И сега конкретно за што сум ги искористила не памтам, но сигурно било нешто за излегување, за храна, за такво нешто. А ти, Марија? Јас првиот хонорар го добив Го памтиш или? Да. Многу бев мала, дека јас почнав со моделинг всушност, имав 4-5 години и се сеќавам беше за некоја многу позната руска компанија за научари, за марами, за деца, нешто такво беше, не знам. И ми имаше по Русија, по билборди. Ама добро, види, имаш таков лик како ништо, како да не си само од тука од Македонија, како од потекло од Русија. Многу луѓе тоа ми кажуваат, ама не. Не се согласна, значи ти македонка си. Македонка си. Ништо друго. Да. И се сеќам кога тогаш тој ми е првиот хонорар, знам дека моите кога ми ги тргале кога сум била помала парите нели на страна. Ти ги дадоа сега или ги А парите што ги имам добиено, кеш што ги имам добиено првите, се сеќавам многу убаво дека брат ми имам двајца браќа постари и брат ми се сеќавам само што ги добив парите, малце поголема и ми кажа, а што ќе ти се тебе толку пари, дај ќе ги поделим. И ти ги зема? По пола. И си се навикна. А сега сега е обратно или? Сега е обратно. Па така, ама он сега јас сум во корист, се врти кругот и види двајцата. Како што ти направил кога си била помала, сега види тоа кога ќе се смени веќе кругот се врти кругот, се врти. А сега на пример од се што заработувам баш гледам да го реинвестирам во нешто што мислиш дека ќе вреди и ќе остане. Еве, ќе се надоврзам и со негативни коментари. Негативните коментари можат и малку и да самодовербата да ја нарушат и да се погледнеме во огледало и да кажеме јас не сум доволна. И јас еве ќе ве прашам вас, дали вие добивате негативни коментари во каква конотација се тие? Дали се нешто што може да ве демотивира, може да направи да немате доволно самодоверба, или пак ви буди само критичноста во себе и ви вели јас ќе се сменам, но не затоа што некој друг ми каже, туку затоа што јас всушност видов дека треба нешто да поправам. Например, мислам дека секој добил некој негативен коментар. Мислам дека не постои човек кој што не добил таков коментар, но сепак треба да се пази од кого се добива тој коментар. Дали, например, е кажано врз основа на некои факти или е кажано чисто од љубомора или слично. Така што многу често знам да ги анализирам коментарите кои што ги добивам.
Јас сум човек што во моментот, например, можам да се речам леле толку или стварно сум лоша, морам да прекинам или Тоа слично. го покажуваш или Па во не, себе повеќе така? го држам во себе, да, но ќе помине на пример ден, два и ќе ми пројде. Така што не ме држи тоа некој долг период, но сметам дека баш и тоа не треба да те демотивира, туку да го сватиш на некој начин, можеби како критика или не, зависно од коментарот, но ете, ако треба нешто можеби да промениш за понатаму, но ако не да ти биде дополнителна мотивација дека чим има некој што те коментира, ти правиш нешто добро. Чим Така, нешто што го одвлекуваш паѓа. вниманието Така. на некој начин. А ти, Марија? Јас искрено мислам кај еве двете, во името на двете можам да кажам дека сами сме си избрале професија каде што ти свесно си заставаш работата ти е да Видете. бидеш на пиедестал. Јас имам проблем со YouTube, ја ги исклучив коментарите. Ја не можам да ги исклучам. Али да, се согласувам со тебе. Не, еве, тоа баш што зборуваме, што јас еве лично имам почнато од многу рано и од многу рано го имам имплементирано тој мајндсет дека јас свесно си заставам сама себе на пиедестал и работам таква јавна професија на која Што што е нормално нужно, да. секој има право да ти скоментира и немаш ти право да кажеш дека некој нема право да ти скоментира. Затоа мислам дека треба да си ги уклучиш коментарите. Ја ги, ама не, ја не ги исклучив намерно, види они сами некако се исклучија. А мене доле под секој видео ми пишува, оставете коментар за критика некој. И сега Коментар не може да се носи остави. контрадикторно. И што ќе најдат на некоја социјална мрежа ќе коментира. Да, на Инстаграм сме активни, така што може таму да коментираат. Јас сега за вас примив едни прашања. Значи не си тоа кажав. Еле, Марија, Не си тоа кажав. Еле, извини. Мислам, Ама види, јас сум Кај е многу вратата? Јас сум многу фокусирана на овие прашања. знам од преска, Мене ми е знам од страв да ги фокусот. гледам. Не, само сакав да додадам дека некако јас уште од мало, уште кога почнав, бев во се некои ми се случува некои работи да бидам во сега поспецифични ситуации, како на пример еве филмот Сестри, кога излезе, јас имав 14 години. Во филмот има еве експлицитна сцена што е снимена, на која што е снима дублерка, не ни сум јас. А на што е пример. всушност сцената? Љубовна сцена во прашање. Меѓутоа не ни сум јас како Марија во сцената и тоа на сет се знае, не се случува ништо, нормално дека сето тоа е стейджд, односно е наместено. И јас го имав првиот бакнеш на камера. Значи првиот бакнеш во живот ми е на камера. Ама чекај, ти првиот бакнеш всушност и во наводници го имаше затоа што ти всушност не беше на камера или ти беше тоа? Не, бев тоа. Тој дел бев јас. Тој дел беше ти. Да, и сега на пример, јас имав 14 години кога се снимаше тоа. Какви беа после коментарите? Значи Дали секакви коментари имаше апсолутно. дека Ама јас имав среќа многу да бидам обкружена со професионалци и луѓе кои не знам некако дали имаше има- коментари кои се пакнува на 14 години? имаше секакви коментари. Полоши. Ама верувај ми сите тие што коментирале, И единствено Да. од тој аспект многу си имам изгорено со тоа што имам влезено многу рано во таа професија, например, сега да ми се случува тоа многу различно би изреагирала, не би бидејќи во- знам дека е дел од професијата и знам дека е дел од уметноста. И знам дека сето тоа е нормално, меѓутоа кога ќе се случи прв пат, особено на таа возраст, ама среќа што ми се случувале некои такви работи, бидејќи на вистина си имам сега изградено некој механизам на да можам да расудам што е кој е компетентен нели нешто да искоментира и колку таа критика сама по себе е конструктивна или не е. Исто така мислам дека е многу важно да сме во затворен круг на луѓе, како што каже Јана, што им ја посветуваме енергијата и тие ни ја возвраќаат, кои ќе бидат луѓе што на вистина те гледаат тродимензионално и нема задни намери и од нив да можеш вистински нели да го примиш коментарот. така, јас се согласувам со тебе. Се од надвор се зима со резерва. Да, но го земаш со резерва и не мора да влијае нели на тебе како личност, затоа што ако ги собираме сите коментари, ги собираме и понатаму си ги лепиме како етикети, Е тоа, да. а тоа всушност не сме ние Не на сме. крај на денот, Многу зошто го да кажа, се да. градиме на мислење на други луѓе. Ние треба нашата појава да всушност да плени И
нашата појава сама по себе да зборува кои сме ние Така. и ние да сме многу цврсто да стоиме позади тоа кои сме ние. И така никој не може ништо Да, затоа што на успори. крај на ден каква и фасада да поставиме, мислам дека тоа на крај ќе излезе и тоа што сме ние пак ќе се појави и не можеме тоа да го изглумиме. Еве ти глумиш и знаеш дека не може тоа да се изглуми, не може на крај нели доаѓаш до некој дел каде што едноставно и не е притисок, но природно е да не знам како ќе го измонтираш ова. Едноставно мислам дека е и природна. Јас се извинувам што те прекинав кога појдов ова со здилата да ги зивам овие прашања, но тука имам некои прашања за вас. Сега не знам дали се така малку да одговори кои што не би, можеби не би ги одговориле на секојдневно ниво, можеби ќе ви се паднат, видите, има и потешки и полесни прашања, но еве изберете по едно за почеток. Леле. Се плашам. Избери по едно. И ќе Ево, Да го поголемово. отвориме? да, отворете го, видете и размислете дали ќе го одговорите. А ако го одговарате веќе, ќе ми кажете што е. Но мислам дека лесни ви се, не ми се толку добро. тешки. Ете него Значи почна Марија има Марија. некое лесно сега. Издвој две личности, едно машко и едно женско, без кого македонската сцена не би била целосна. Ова веројатно се мисли на уметнициве. Па луѓе од јавна сцена, пејачи, уметници, водители, актери. Добро, машко дефинитивно Тоше. Но Тоше веќе не е со нас, но некој што е меѓу Ама добро, македонската сцена си има добро македонски. историја. Добро, значи ти сакаш еве ајде ќе ги опфатиме историски да би Општо дефинитивно сакаш да кажеш дека Тоше, а без Тоше, овие без што Тоше се не би актуелни, можело многу артисти да се развиваат, бидејќи он Да. на некој начин постави некои темели. Да. А женско, еве ајде да кажам од актуелните, мислам дека Каролина. Дека си држи баш еден став и никако не подлегнува на новиве трендови, на ново време, туку баш си држи до себе некако. Така, Јано, ти што имаш? Јас имам, дали си се соочила со непристојни понуди до сега во твојата кариера? Искрено не, бидејќи и кога сум, еве конкретно кога сум договарала нешто за настап, сепак си имам професионален начин на комуницирање и мислам дека и токму поради тоа до сега и никој немал некој таков пристап кон мене. Така, ќе извлечете, јас се извинувам, ама ова е многу лесно за вас. Или вие многу сте спремни. Добре, Добре, сега добре. најмалото, ајде да видиме. Јас Сега, ова е поголемо. страшно. Никој изберува. Ајде, ева Јана, нека биде прво. Леле. Не знам што би одговорила. Некои прашања така изгледа. Баш се погодија, да. Вика, со кого никогаш не би снимила песна или филм во Македонија? Со кого никогаш? Чекај да размислам. Уф. Стварно не ми текнува, мислам. Ај размисли, Марија, ти имаш одговор на Боранија или Сарма? Тоа е полесно. Сарма. Може Сарма. Карма. Јана, но ти друго прашање ти се падна на Кажи, тебе. не го избегнуве. Не знам, инаку стварно сметам дека секој тоа што си го прави дека е убаво, можеби некои стилови не се На поклопуваат. дипломатски одговор. Значи јас знам многу студенти на економски факултет што им дипломатски, им многу добри политичари излегува. Мислам, не знам дали се добри, но во политика Ама излегле. Да. Нешто Па таму. добро, поврзано е тука некаде. А инаку немам одговор стварно на ова прашање. не си размислувала. Не мислам, сум на размислувала нешто стварно. такво. Немам конкретно да речам леле со овој не би снимала или слично. Мислам дека би дала си. шанса на повеќето. Отворена си за соработка, мислам дека Да. можеби и не би снимала со некој што не е нема исти жанр на музика како Да, тебе. а тоа не значи дека не е добар или слично. Така. Мислам да не бидам погрешно сватена, така што сметам дека секој жанр си има свое убавено. Сакате уште по едно прашање? Може, да. Интересно добро, ни стана. се опуши Сега дали ќе ми се врати се од лесни на прашање.
Леле, ова е некој реферат. Ама како само тебе ти Ја ќе земам едно прашање да не биде дека само јас не одговарам ништо. Даје, почни ти прва. Ја да почнам. Ама јас само си ги пишував прашањата. Мислам дека не е ефирски, но еве не знаев дека ова. Еве, сама на плажа или сама во диско? Ова баш прашање како за мене. Сега баш зборувавме пред да почне емисијата во што се маскира сите. Јас не се маскира, па сакам да се маскирам во сериозна врска. И сега вакво прашање сама Чекав дали ќе го кажеш. Па ќе го кажам, види со прашањата како ми оди. Мислам дека и на плажа многу добро ќе си поминам и во диско, мада во диско колку би била сама не знам. Ќе запознаеш луѓе. Да. Тоа поентата Кога важа. види на плажа ќе уживам. Сама Па ќе да. сум, особено ако е некоја дива плажа, цел ден сама. Зависи моментално каков ти е периодот. Па не знам, ама се нешто сама, мислам дека ме сама себе се саботирам. Ама добро. Мислам дека вашите прашања може да се поинтересни. Па мене искрено слично ми се падна како претходното, на кого му се восхитуваш, а кого не можеш да поднесеш на јавната сцена во Македонија. Значи, решени сте да извлечете нешто од мене. Еве ќе речам на кој му се восхитувам. Преска, нели, слично прашање и тебе ти се падна. Па, можам да го кажам Игор Џамбазов дека ми се допаѓа целата негова кариера, бидејќи можам да кажам дека е мултиталентиран за актерство, за музика, за што уште не, да. Така што можам да кажам дека е еден од најдобрите во Македонија. Ова другото? Друго не знам, стварно нема таков човек. Стварно нехумано од моја страна, мислам, нехумано нема врска. Очинијата, да. Ми имате мене утро или вечер. Утро или вечер? Утро или вечер? Иначе утро, вечер, леле. апсолутно, да. Јас, ако можам денот да го прескам, наутро не функционираш? Не функционирам, значи не можам се разбудам до попладне. Дефинитивно вечер. Вечер, не знам, ми доаѓа некоја енергија тука, си можам да направам. Си можеш да правиш. Така да, апсолутно вечер. Кога спијам повеќе од 9 часа, тоа дамна не ми се случило. Јас оваа недела ми се случи да спијам 9 часа, бев преуморна, претходно немав спијано редовно. Јас станав и реков, ја денеска светот ќе го освојам. Ама така е кога ќе се наспиеш, светот можеш да го освоиш. Јас обратно, ако се наспиам, ќе останам со бајлето си доспиам. Така? На тоа ме влече. Да, исто. Јас подобро функционирам кога сум помалку спиена. Јас дефинитивно. А вака кога сум повеќе спиена, па да речам некако имам помалку енергија. Па може би Си во текот на денот одложувам и го завршувам навечер некако. Па добро, знаеш, секој има некој ритуал и различно функционира. И од тоа и произлегува дека имаме сите различни професии. Замисли како би било светот ако сите исто функционираме, сите исто работиме, всушност и не би функционирале. Да. Но еве ќе ги ставиме овие прашања, ќе се префрлиме на поединечни прашања, односно имам прашање за тебе, Јана. До сега се бавиш со пеењето и како што знам, а и како што знаат сите, имаш издадено неколку песни, од кои, еве, може би е неблагодарно да ти го поставам прашањето, но дали имаш некоја песна која што за тебе е најдрага и некоја песна што така е во ред, може не би ја снимала, но така, може би ја оставила за да видиш потоа ретроспективно дека тоа е нешто кое што те направило денеска да си. Па, мојата последна песна е дефинитивно мојата најдрага песна до сега, бидејќи и како што е насловот се е возможно, јас така и во животот размислам дека се е возможно, дека сите доколку се трудиме, доколку го правиме тоа што го сакаме, дека можеме да достигнеме се. И уште кога ја снимав таа песна, мојата цел беше да се напише некој текст кој што ќе ги мотивира не само младите и постарите да веруваат во себе, да никогаш да не се откажуваат, бидејќи има буквално и дел од текстот каде што вика верувај во себе. И мислам дека доволно ми е дури еден човек да го измотивирам да верува во нешто, би ми било доволно.
конкретно немам некоја песна што не ја сакам, бидејќи нормално се тоа што излегло било по моја волја и било преди тоа што сум сакала да искочи. Ете, може да се направи некоја споредба дека нормално почетоците се поразлични од тоа, од песните што ги вадам сега, но тоа е се некој процес и не можам да кажам дека некоја песна не ја сакам, бидејќи била дел од некои мои моменти, од тоа што сум сакала да го прикажам, да, во тој момент. Бидејќи сметам дека секоја песна си има период кога треба да искочи, а последната што ја правам е нешто доста поразлично од мене. Така? Да. Значи, очекуваме нова песна. Дали може насловот? Се вика Своја или ничија. Своја или ничија. Ова ми се свиѓа. Да, малку е во поразличен стил од аспект на тоа што до сега некако песните ми биле сите нежни. Така е, ова е своја или ничија, значи да или не. Да, значи ова е така баш. Но еве ќе излезе, значи во подготовка е или веќе е спремна? Па спремен е спотот, само треба уште нешто да се доработи околу тој дел, инаку вака е снимена песната и ете голем поздрав до Иле Спасев и до Јоцифер кои што ми помогнаа да ја направам оваа песна. Имавме супер соработка, што дефинитивно понатаму би соработувала со нив и за некои други песни. Епа добро, ти сега кога веќе спомна дека имаш нова песна, ја мислам дека и редно на крај на емисијата нешто да ни отпееш. Може. И сега малку сум настината, да не ме замерите, ама не, нешто или ќе пуштиме, или нешто мора да извлечеме. Види, ти примерно кажам, мислам, не знам дали си објавила, мислам дека имаш објавено, но не го знаеме делото од песната, нешто што ќе не заинтригира за да понатаму кликнеме да ја слушаме, нели? да, тоа е маркетинг. Да, ете видиш каква знаеш. Марија, ти си глумела во филм Сестри, кој што во 2021 година, како што паметам, тој беше номиниран за Оскар, односно представник на Македонија за Оскар на филм. Кога го снимаше филмот, дали беше свесна дека може тој филм толкава експанзија да доживее? Значи, јас искрено, тоа што зборувавме, јас секогаш си имам некоја визија за сама себе и можам да се видам себе си, на вистина можам да се видам на од тој тип фестивали во иднина, меѓутоа јас дека тоа на 14 години ќе ми се случи дека го снима филмот, апсолутно не размислував. Единствено во текот на целото снимање бев во некој грч дека многу ми беше травматичен, тој бак нешто стварно не е нешто комплицирано, ма целото тоа снимање некако така си го доживеав травматично и на крај баш тоа ме донесе нели до ова и до многу други проекти. Ама вие отпосле дознавте дека тој филм ќе се... После тој филм значи беше сниман 2 години пред да излезе, нели? Така да ние заборавивме и корона почна тогаш и се буквално веќе филмот, постпродукцијата на филмот траеше подолго и кога излезе баш си го најде некако својот пат и излезе во точно време, на точно место отиде. Така. Да, беше и прв мислам филм од Македонија на Netflix. Да, го има уште на Netflix? Не сум сигурна. Знам само дека е прв филм што е на Netflix. Ама тоа е прв филм и јас мислам дека за тебе и за твоите колеги во тоа време, мислам дека и колегите беа приближно на твоја возраст. Да, малку постари, година-две, ама тука. Но тоа е вистински успех, особено за Македонија, мислам дека и на Балканот такво нешто да се успее, но и од тука произликува дека не значи каде си роден, не е битно во која држава живееш и дали со колкави ресурси ќе располагаш, битно е да имаш нешто во себе и да се трудиш и да работиш секојдневно и да бидеш најдобар во тоа што го работиш, бидејќи на крај на ден, ако ти не се трудиш доволно, не можеш да постигнеш такви успеси. Но и битно е, мислам, дека да веруваш во себе. И двете работите професии кои што мислам дека се комплементираат една со друга. Еве, ти Марија си актерка, ти Јана си пејачка, но дали мислите дека овие две професии не можат една без друга или можат? Дали може да се пее и да се глуми и дали може да се глуми и да се пее?
Ја мислам дека се доста поврзани, Да. бидејќи еве за еден пејач да е комплетен, не само што треба да знае да пее, треба и нешто да покаже на бина, на сцена, односно тоа е на некој начин глумење, да речам. Така што мислам дека се тесно поврзани и во актерството нели имаат дури часови, мислам дека за Да, пеење, да. што е доста битно. Не сумнам дека се поврзани вака. Марија, ти И пееш? Пете ќе ни запее на нешто на крај. Значи ќе пеете и двете. Ајде ќе се извадам на гласот денес. Не обожавам да И ја пеам, на а крај ја се ќе нешто пеам. ми издигува да Може. морам да пеам. Значи Не. ти на гласот се вадиш, ти И ја јас на се исто, вадам и на сега што јас настинката. да пеам. Епа, Добра, тоа ајде. останува. А, например, во странство тоа баш јам приметено дека актерите многу се перцепираат како перформери, performers, како Па така, Да, да. изведувачи, да, дека тоа вклучува ти да можеш да изглумиш, да можеш да танцуваш, да можеш да пееш, да можеш физички си способен многу работи ја направиш, а кај нас некако повеќе се потиснува тој дел е многу посветено актер како актер, а всушност во светот не функционира така и мислам дека сето тоа е поврзано. Така, јас се согласувам. Еве од тука, кога го спомна странство, дали мислите дека овие кариери што ги имате тука би биле многу поголеми да би биле некаде во странство? Дали мислите дека публиката тука што ја имаме не ги цени луѓето кои што се занимаваат со овие професии? Па, кажи прво. Ами двете направите како некои воздишки. Да. Па јас мислам дека публиката зависи од самите артисти, дека ние ја тренираме публиката како да се однесува со нас и каква уметност да следи. Ние сме одговорни за тоа што и пласираме, а не секогаш само да бараме вината во публиката. Несомнено е дека во странство би имале поголеми кариери, нашиот талент, не само нашиот, туку на сите млади кои се нели во оваа индустрија би биле попрепознаени и сето тоа. Меѓутоа, еве јас можам да почнам од тоа дека мојот старт и мојата визија секогаш направи најмногу со тоа што го имаш, а не сега да гледаме ние ја што би направила доколку би имала ова и ова. Така никаде не се стигнува. Од друга страна, јас влегов на после средно кога аплицирав за факултет, влегов на Беркли во Бостон и Нью Йорк Филм Академи во Лос Анџелес и сепак се одлучив после разговори долги со продуценти, со режисери, со луѓе од оваа индустрија дека всушност ако ти имаш веќе започнато некој пат тука, можеби е поубаво да си изградиш една база на публика која ќе те познава и од таму да тргнеш отколку да одиш во странство каде што секогаш ќе бидеш капка во морето. Така, тоа јас се согласувам, но увај ти си меѓу ретките млади кои што одбиле прилика да не заминат во странство и да останат тука. Ја пак ја го спомнам тој патриотизам и со претходниот гостин зборувавме за тоа, но мислам дека треба да го негуваме тоа што го имаме, бидејќи мајчиниот јазик, кога негуваш нешто на мајчин јазик, е многу поголемо отколку кога ќе заминеш некаде на страна и се правиш од почеток. Да. А еве Јана, ти каков е твојот став? Дали мислиш дека еве во Србија дали би имала поголема кариера отколку тука? Па сметам дека ништо не е случајно, јас не верувам во случајности и мислам дека ете тоа што сме ние тука има и причина зашто сме тука и зашто го правиме ова. Јас го сакам нашиот народ, јас сакам нашата публика и нашиот јазик и искрено ми е поголема чест да правам музика што е на нашиот јазик, отколку на српски или слично, но тоа не мора да значи дека никогаш не би направила песна на друг јазик, далеко од тоа, но сепак сметам дека мојот пат сега за сега е тука, но понатаму никогаш во животот не се знае какви патишта ќе ти се отворат и на кое место ќе бидеме сите, така што сега за сега одам според мојата интуиција, односно некако коцките ми се распоредуваат сами по себе и можам да кажам дека не сум сгрешила до сега во тоа што сум го правела, така што плановите ми се да останам тука, но пак ја кажам, тоа некогаш и не зависи од нас, тоа зависи од условите кои што ќе ни се појават,
од тоа дали мораме некогаш да заминеме или Така, слично. приликата што ќе ја добиеш Да. понекогаш на нешто што не можеш да одбиеш. Да, да. А тоа за успехот, не знам, сепак сметам дека ако си квалитетен, секако ќе излезе успех, дали си или тука или на друго место. Но ете, јас бидејќи тука сум родена, чувствувам дека треба тука да направам некои работи. Па ќе видиме дали тоа ми се исплати. Така, ние ќе се останеме тука. Да. И ќе им докажеме на сите тие што заминаа дека може и тука да се направи нешто. си. Еве, привршуваме со прашањето, на Еве имам едно интересно прашање. Ти го спомна првиот бакнеж. Дали од тој прв бакнеж произлезе некоја симпатија, некоја љубов? И дали мислиш дека може, ова прашање и на тебе, Јана, ќе ти го пустам, дали мислиш дека љубовта и работата која што ја работиш може да се така, да се комбинираат? Од првиот бакнеж апсолутно не излезе никако тоа да се разбие. Меѓутоа, дали љубовта и ајде сега ќе почнам клишето. Љубовта стварно мислам дека нема граници, дека не познава такви правила или не знам што. Меѓутоа, јас лично никогаш не би можела да се замислам да имам некој љубовен однос, пример со врска или било што со некој соработник. Сега за сега. Еве, утре имаш некој нов филм, некоја нова серија, се запознаваш со твоите колеги, некој актер и тебе ти се допаѓа. Ама треба во живот да викаш никогаш не вели никогаш. Како така? Никогаш не би се гледал. Мислам, може ќе се изненадиш. Не, сега за сега, пример, никогаш не ми се случило нешто такво, меѓутоа и доколку би некогаш би било, не мислам дека тоа е некоја причина да не постои тука љубов или не знам што. А плюс, особено ако е глумец, што треба да имаме сцени да глумиме заљубени, тоа би помогнало. Ама нешто Ама интересно Боже мој, тоа се кај глумците, кај актерите е многу тоа се ретки интересно. случаи. Е многу интересно што има такви љубовни сцени, а позади тоа имаат озбилни врски, имаат брак. И затоа најголема работа во професијава е да си најдеш партнер што Нема да биде љубоморен. Па не љубоморен, туку што ја разбира целата професија и разбира дека постои тука, дека за тоа се оди на факултет, за тоа се изучуваат цели системи, процеси на кои ти се деиндивидуализираш од сам себе и дека таа љубовна сцена не ја глуми Марија, тука глуми улогата. Така, но тоа Многу е тешка некој тоа да го актер со разбере. актер тоа најдобро ќе се разбере или Да, грешам. Ама не е актер. Еве, Некоја друга професија. Да го врземе со тебе, дали мислиш дека љубовта може да се комбинира со работа или ти како Марија? Добро, од моје лично искуство можам да кажам дека да. Бидејќи на некој начин зависи и каков е односот. Односно, многу полесно можеш да се договориш за некои работи, што се и на професионално ниво. И како што рече ти, сметам дека љубовта не препознава некои граници и слично, така што не знаеш никако ќе ти се случи. Понекогаш на работно време и поминуваш и подолго време и може да се поврзеш со некој. И ете тоа е Значи ти не се согласуваш со Марија? Половично може Ама би. реално ако правиме муабет во ваква професија, особено актерство, нели тој дел што го спомнавме, доколку станува збор за некој што во истата индустрија, многу повеќе би те разбрал, ама па тоа па си носи други последици. Види, Така да, се во да. живот си носи последици. Да. Еве, за крај, бидејќи стигнавме до крајот, Јана уште малце мора да ќе ни запееш нешто. Но еве, вие сте амбициозни девојки и сигурно имате нешто што би им посочиле не само на девојките, односно студентките кои што не гледаат, но и на сите други студенти, некој совет за тоа што да прават понатаму и како да се движат. Еве, вие рековте многу убави работи и изборувавме за тоа дека не треба да имаме страв, дека треба да веруваме во себе. Но што е она најважното што секој од нас треба да го има и кој што ќе не мотивира секојдневно да се трудиме да бидеме најдобрата верзија од себе си? Па, сметам дека треба храбро да се чекори низ сите предизвици кои што ни се појавуваат во животот
И баш гледав едно интервју на Андрија Милошевиќ и тоа го запамтив, дека треба секогаш кога ќе паднеш да гледаш некој начин од почеток да почнеш, така што ние во некои моменти кога ќе достигнеме некој успех, забораваме од каде сме дошли, од каде сме почнале, но не треба никогаш да летаме превисоко и секогаш треба да сме скромни на земја, што се вика. Така што едноставно треба само да не се откажуваме од целите што сакаме да ги постигнеме и секој пат кога мислиме дека сме на дното, да има нешто што ќе не извлече од таму и повторно ќе ја донесе, ја врати таа надеж, да речам, во подобро утре. Ти, Марија? Скроз се согласувам, само би додала дека мене нешто што баш ме води напред е тоа дека баш кога најмногу се плашиме и кога е најболно, тоаш треба да скокнеме и кога баш мислиме дека ќе паднеме, Тогаш ќе полетаме, јас мислам. Да. И дека баш сме во тие години кога што треба да ризикуваме, да презимаме ризици, дека ништо не е црно-бело и дека од секој искуство нешто ќе добиеш. Најмногу мислам дека е тој дел, да експериментирате. Еве, јас секој пат за себе никогаш не си ставам етикета, јас сум тоа и тоа, ова другото не ме интересира, што го приметувам исто така и кај Јана. Нели, еден куп работи прави. Јас сега, например, ми стане интересно да пуштам музика, вечер имаме DJ сет. Зошто јас да си лепам етикета дека сум тоа и тоа, а не гледам подалеку? Да си ставаш рамка дека морам да бидам Не си ставајте рамки, особено во овие години најмалку. Пробувајте, експериментирајте, баш на некои неочекувани места може да запознаете некој скроз нов дел од себе си. Но и мислам да запознаваме и други луѓе и да откриеме своји таленти кои што никогаш не би поверувале дека ги имаме. И ве како за крај, Јана, ако не сака, мислам јас би сакала да испее дел од нејзината нова песна, која што уште не е издадена, да, примерно, или да не испееш нешто така нешто за што денеска си расположена. Еве, имаш опции, ти дадов. Не бев толку строга како чимијата, се некои слични прашања. Па, ете, може ако сакаш некој дел од последната песна и плюс уште нешто додатно. Ајде, те слушаме. Мислам, ова е нешто кратко, мојот омилен дел од песната. И избегавам репризи, стварно не сум момут со тебе, секогаш исто е ко дежаву. Тоа е тоа. Љубов ти е гласа. Фала се, моментално не ми е толку, ама окей. Јас се изненадив, ти нешто ми спомнуваше дека така не може да се испе, но ова многу добро звучи. Фала многу. Ова многу добро звучи. Иако сега не можам да го искажам баш најубаво, ама отприлика е тоа нешто што најмногу ми остави впечаток во целата песна. А нешто вака посебно, не знам, еве, може од Тоше нешто. Ајде. Твоите бакнежи на моите бели кошули, таа ми е милена. Така, ајде, слушаме ние. Види, ја и Марија, не знам за Марија, но јас немам право ништо да кажам. Така што... Не е тама работа. Твоите бакнежи на моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени, 2 недели разделени и осамени. Зар некој може да те замени? Кога е следниот настап да дојдеме, се резервираме што сега. Види, ја и Марија... Јас до утра можам да те слушам. Значи, види, ја и Марија у првите редови на едниот настап и ќе бараме автограм. Ја ќе барам, не знам. Да си земеме се автограм, тогаш да идеме се уживаме. Да се слушаме. Тама работа, еве и ние ќе идеме на настап кај тебе сега го чуваш. Да. Да дојде листа. Уште едно прашање јас сакав да ви поставам, но пред да завршиме, само така на брзина, ти имаш учествувано на фестивалот Макфест, а исто така мислам дека ти имаш учествувано на филмскиот фестивал Манаки. Така брзо, кратко за крај, какви беа вашите искуства и дали мислите дека треба да има повеќе такви фестивали кои што ќе бидат специфично наменети за младите? Моето искуство на Макфест беше
супер, навистина, дефинитивно би се пријавила повторно. Тогаш беше искрено во некои делови полошо организирано, за разлика од оваа година што гледав, навистина си имаат многу подобрено и баш ми е мило поради тоа, бидејќи кај нас нема многу места каде што може да се покажеш, така што еве за наредна година, ако имам некоја прилика, би се пријавила повторно. Јас мислам дека апсолутно треба да има повеќе такви настани музички во аспект на филм. Ама исто ќе додадам дека па и тоа што го имаме не го цениме. Еве на Манаки искрено некако тоа е еден фестивал кој навистина има една содржина и кој стои во меѓу најдобрите во Европа филмски фестивали, а ние тоа не го цениме и не го почитуваме на начин што треба. Например, зашто ние од Манаки не се обидеме да направиме да го има тој кански гламур или да направиме нешто повеќе, не туку ние ќе си речеме има црвен тепех, ама нема врска во Македонија. Не, напротив, треба работите што ги имаме, што веќе ги имаме во Македонија, да им даваме поголемо значење, ние самите да ги сваќаме малку посериозно. Да си, ако веќе сме отишле таму, барем да бидеме најдобри. Мислам да изгледаме најдобро, бидејќи тоа е некој фестивал и двата фестивала си носат сами по себе некоја тежина, која што треба да биде на некој ниво. Да, и особено тие фестивали, дали се од музички аспект или од аспект на сепак се тоа уметнички настани, тоа се местата каде што ние треба да имаме малку повеќе храброст да се искажеме и дали модно, дали со ставови, со проекти од било кој аспект, а ние некако тоа не знам, си го затешуваме и не им даваме простор и простора што всушност си го заслужуваат сами по себе. Така, ви благодарам денеска што бевте со мене. Јас се надевам дека влеговме во рамките на 40 минути, но и да не сме во 40 минути, мене ми беше презабавно денеска со вас. Дечки, денеска тука завршуваме петата епизода на емисијата Студентски пулс. Многу работи научивме и за тоа дека патот до успехот понекогаш може да биде трновит. Но кога ќе си качиме по тој пат, кога ќе го поминеме, гледката понатаму е многу поубава и успесите и благодетите кои што одат со него се многу подобри од тоа што можеби и очекувавме кога ќе, всушност ќе го започнеме самите на почеток. Тука ќе ја заокружиме петата епизода и до следниот пат нека Вајпун биде ваша движачка сила. Ова го кажувам, знаете зошто? Затоа што кога имаме добар вајб, добро се чувствуваме, а ние сме млади и мора да вајбуваме, така што останете со нас и не заборавајте, вајбот секогаш не носи со добри успеси. Чао!